Добро вечер. Денеска во терминот на емисијата отворена за поточно летните разговори кои ќе започнеме да ги работиме ова лето. Би имитуваме една содржина која ја посветуваме целосно на тоа што се случуваше на Мокриште на 79 годишнината од стрелањето на 12 ваташки младенци. Убаво беше да се присуствува на 16 јуни, на денот кога се убиени пред 79 години и зверски мачени, потоа избодени со бајонети нашите 12 скоевци кои останаа запишани и трајно врежени во колективното паметење на сите нас. В година на 80 годишнината општина Кавадраци подготвува проект и свеченост која ќе биде достојна за името и почита кон 12 стрелани младници на локалитетот Мокриште во Баташа. Но за тоа година. Ние сакаме ова вечер да ја прикажеме што се случуваше овде на платото на спомен обележието на 12 младници на Мокриште. Не слушат народо, джелати клети, не слушат народо, играле с Бога, Орлија оган, градите машки, баташки.
tašti. Togaj se narod podigna i jadno. Togaj se narod podigna i jadno. I trgna smela da zatrese me fašistskog leto zanave. I trgna smela da zatrese me fašistskog leto zanave. Može da peva, ne? Ne možeš ti raboti. Makedonija se rađa, novo sunce naslo bodata. Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Odnovo сега знаме до себе на Грушевската република. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Почитуван градоначалник, советници во Советот на општина Кавадарци, пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, присутни од фамилиите на загинатите и останати. Добре дојдовте. На денешен ден, 16 јуни 1943 година, пред 79 години беше извршен ваташкиот масакар, најголемиот злочин заедно со Довничкото клање во времето на Втората светска војна во Македонија. Со намера да го спречи големиот подем на народно-ослободителното движење во Македонија, а се во рамките на јунската непријателска офанзива, бугарскиот фашистички окупатор во местноста Моклиште стрела 12 младинци од селото Ваташа на возраст од 15 до 27 години. Перо Илов, 15 години, Ванчо Гурев, 19 години, Данко Давков, 18 години, Илија Димов, 18 години, Ристо Џондев, 18 години, Блаже Ицев, 20 години, Пане Мешков, 18 години, Герасим Матаков, 18 години, Ферчо Попџорџиев, 26 години, Васо Хаџиорданов, 28 години, Диме Чекоров, 20 години, Пане Џунов, 18 години. Ве молам да им одадеме едноминутно молчење на загинатите.
Слава им! На ова место до ден денес се уште боли подсетувањето на овој најголем крвав настан во историјата на нашите кавадарци. А сега го поканувам градоначалникот, доктор Митко Јанчев, да се обрати до присутните. Почитувани, почитувани советници, почитувани пратеници, наши сограѓани, жители на Кавадарци и Ваташа и почитувани роднини и семејства на страдалите 12 ваташки деца. Пред 79 години и денеска, како и секоја година, сакаме постојано да го одбележуваме овој ден, да им одадеме почит на убиените деца, да им се поклониме на нивната храброст и непокореност и да кажеме гласно дека не е ова далечна историја, па за да ја заборавиме. Нема да ја заборавиме затоа што мислите остануваат зверските мачиња од бугарскиот фашистички окупатор на 12 ваташки младенци. Затоа што нивните семејства уште се живи и секоја година се подсетуваат на тој кобен 16 јуни. И затоа што е ова еден од најголемите злосторства во време на Втората светска војна во Македонија. Смртта стана небојшно пред нашата младост исправена. Пред очите наши загледани уште тоа утро во иднината. Овие зборови се напишани на нивниот споменик да сведочат за овој крвав злочин. И затоа ние никош нема да ги заборавиме страдањата кои македонскиот народ ги доживеал во таа 4-годишна окупација и да се гордееме со оние борци и сите храбри луѓе што помагале во тие времиња за слободата на македонскиот народ и денешната наша слобода. Јас, како градоначалник, денеска сакам да официализирам уште еден дел, дека до година на јубилејните 80 години од страдалењето на 12 ваташки младинце, Општина Кавадарци е во изготовка на проект во комплетирање на овој споменик со мемориален центар на споменикот, со 12 бисти за 12 младински деца и со одбележувањето на 80 годишнината од страдалењето на децата, чије е изготвено документирана филмска продукција за нивното страдање и за нивното лишување, а и за слободата на македонскиот народ. Тоа не го правиме за да се подстуваме на болките, тоа го правиме за да одадиме почит на нашите погинати и погубени и да одадиме почит и да кажеме да не се повтори, вечна им слава за Македонија. Благодарам. Во бурната македонска историја, селото Ваташа даде плејада револуционери и борци за слобода, како од постарата историја, така и од времето на нов и револуцијата, 1941-1945 година. Во долгата и тешка борба на македонскиот народ, многу настани останаа длабоко врежани во свеста и паметењето на луѓето. Настан кој никогаш не може да биде избришан од меморијата на народот од овој крај е и масакрот на 12 младинци од селото Ваташа, извршен на 16 јуни 1943 година тука на ова место. Со намера да го спречи подемот на народно-ослободителното движење, бугарскиот окупатор ја започнал јунската непријателска офанзива, која се одбивала од 7 до 16 јуни 1943 година, а кој покрај воените превзема и низа репресивни мерки. Подрачјето каде што се одбивала јунската офанзива целосно го пожарува. Голем број луѓе се уапсени, претепани, интернирани, убиени. Окупаторот, имајќи сознанија за активноста на партиската организација во Ваташа, превзема мерки за да го спречи ова движење. За таа цел, од Скопје бил испратен бугарскиот областен директор Димитар Раев. Во акцијата биле вклучени Белешкиот, Битолскиот и Прилепскиот полк, граничните подучастоци од Коинско и Мрежичко, сите полициски сили од Теквешијата и Гевгелиско, специјален полициски одред и група полициски агенти од Скопје на чело со Борис Жуглов, а сите под команда на бугарскиот полковник Љубен Апостолов. Започнува невиден терор врз цивилното население. Тоа рано утро, на 16 јуни 1943 година, бугарските полицајци го извршуваат првото апсење.
го приветуваат Димече Коров, кој бил испратен во Кавадарци на испитување кај агентот Борис Жуглов. Во Ваташа пристигнал бугарскиот поручник Костов, заедно со полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков и 20 бугарски агенти, за поседнувајќи ја кафијаната на Васил Хаджиорданов. Било наредено населението да го предаде сето оружје и било каков друг воен материјал во собирниот пункт. Одзивото до скоро поразувачки. Неколку матарки за вода, шаторски крила, 2-3 стари пушки и еден револвер. Окупаторот бил бесен поради неуспехот на оваа акција. Наскоро од Кавадарци стигнал список со имиња за апсење. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле младинците. 20 полицајци го донеле од Кавадарци Димече Коров, со крвави рани по лицето и телото. Откако сите биле донесени во кафеаната, започнало крвавото исследување и крвничкото тепање. Од младинците се барало да одговорат за целта на првомајскиот собир, за врските со партизаните и за криењето на илегалци. Со наредба на полковникот Любен Апостолов, уапсените младинци требало да бидат стрелани. Околу Пладне, во придружба на цел еден кордон војска, младинците се упатуваат код местоста Дулово Долче. На патот од кој никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Видов 15 години, Данчо Гурев 19, Данко Давков 18, Илија Димов 18, Ристо Џондев 18, Блаже Ицев 20, Гераси Матаков 18, Пане Бешков 18, Терчо Попџорџиев 26, Васил Хаджиорданов 28, Димече Коров 20 и Пане Джунов 18 години. Со нив се спроведени 4 младенки од селото: Невена Хаджиорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. Околу 13 часот во пеколна горештина пристигнале во местноста Дулово Долче. Поручникот Костов им рекол да се наредат еден до друг за да ги фотографираат, обидувајќи се да ги припои девојчињата кон младенците. Но полицискиот началник Петко Опреков му се спротивставил, затоа што тоа не било наведено во наредбата. Во меѓувреме Васил насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започнал да трча кон реката, обидувајќи се да ги избега. По него тргнале Димече Коров и Гераси Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младинците, веднаш им издал наредба на војниците да стрелаат. Започнала стравична покотница. Младинците погодени од репалите на пушкомитралезот и куршумите од пушките паѓале како покосено класие еден до друг. Насекаден во воздухот се чувствувал силен мирис на барут. По претрпениот шок следел силен писок на девојчињата, од кои 3 ги изгубиле своите браќа. Војниците, како по заповед, ги извадиле бајонетите и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на младинците, кои се уште покажувале знаци на живот. Тоа не било се. По извршениот масакр, војниците започнале да им пребаруваат по џебовите, а на неколкумена им ги одзеле часовниците од рацете. Масакрот во Ваташа бил запишан и во билтенот на главниот штаб на Нов ИПОМ од септември 1943 година. Во Ваташа веќе се прочула злокобната вест за трагедијата на нивните деца во Мокриште и целото село веќе било нанозе. Кога војниците и преплашените младинки се враќале кон селото, ваташани веќе се упатувале кон Мокриште. Но, ниту еден злостор во историјата не останал неказнет. Заслужената казна ги стигнала сите актери од овој масакр, кој остана забележан како едно од најголемите злосторства што окупаторот го извршил во Македонија за време на Втората светска војна. Учесниците од стрелачкиот отред во крвавиот ваташки злостор во борбата кај селото Странашево на 13 јули 1944 година ја добиле заслужената казна. 2 батальона на Втората македонска ударна бригада во жестоката акција ја ликвидирале оваа злогласна единица. Поручникот Костов и помошникот на полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков биле ликвидирани наскоро по капитулацијата на Бугарија. Любен Апостолов на 3 ноември 1944 година го откриле македонските емигранти во Софија и бил приведен и донесен во Кавадарци,
каде му е судено како на воен злосторник. Народниот суд во Кавадарци го осудил на смртна казна. Полицијскиот инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов биле осудени на смрт и стрелани во Скопје. Песните "Ми заплакало селото Ваташа" од Лазар Манчевски и "Цветови" од Славко Јаневски секогаш ќе не потсетуваат на една младост, на 12 скоевци, кои своите животи ги положија за слободата за која мечтаеја. Злочинот извршен врз нив беше истовремено и злочин врз човештвото и злочин према слободата. Денес, после 79 години ова крваво злосторство, доволно е само да се спомне зборот Ваташа, а во мислите се враќаат спомените и кажувањата за стрелањето, кое не може и не смее да се заборави. Вечна им слава! Цветови. Втикваш ко негде во некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна. В крви се изми утрото бело и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна. Мајка ми сама остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно катче, румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город цветникна, разлиста пролет. Кај крвта врела, растопи слана, црвена роза закити поле. Мајската роза и цветот модер, в мирисма молат. Закити друже огнена пушка, со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втикваш ко негде, в некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете.
заплакало селото, селото Ваташа. Ми заплакало селото, селото Ваташа. 13 роса младинці носа, моклішко горе в голові. 13 роса младинці носа, моклішко горе в голові. Селото, село станало, станало на ногах. Селото, село станало, станало на ногах. Дайте вам нашите деца, ей, вие клети кръвници. Дайте вам нашите деца, ей, вие клети кръвници. Джелати клети не слуша, не слуша народот. Джелати клети не слуша, не слуша народот. Ми danes
присутни ви благодариме на дадената почит. Слава им! И тоа било се за оваа емисија. Благодарам и пријатно до идната содржина во петок во 21 часот.